ние баравме од првиот ден покачување на секој пензионер, линеарно покачување по 3.500 или усогласување како што го крстат, по 3.500 денари на секој пензионер. Тие прават неки манипулации, 6,8 па ова по оно, доста со процентуално. Во продавница процентуално качуваат секоја сабајле. Еви сабајле слушам и прочитав дека гориво се качува. Гориото ги влече сите цени нагоре. Сите ги цени влече. Затоа ве замолувам, ако сте подршка и понатаму, не земајте ги тие пари што ви ги донасат на врата по 1000 денари. Не купувајте се, не продавајте се за ситни пари. Ние треба да земеме онаа што ни следува. И секој пензионер да може да живее оној живот што му останал, достоинствено да го живее. Во тоа време колку му е одредено да живее. Затоа ние не одлучуваме. Има некој што се дрзна и тоа ќе ви го кажем на почеток, да знаете дека пензионерите биле отпад во оваа држава и вика нека умрат, ако не умрат од срце, ќе умрат од друго. Таа Ивана Терзова, таа апотекарка или директорка, што е, како е, не знам што е. Од нас, представниците од Куманово и сите градови, вчера одржавме состанок и бараме да и се поднесе пријава што е така рекла. Јас овде од вас не барам пријава. Барам на 20 септември, кога ќе се собереме на протестниот митинг пред влада. Нека дојде јавно, нека се извини на сите пензионери и ќе ја опростиме. Нема да го опростиме. Ќе го опростиме, ја моето е така. Ама она вика ќе штрajkуваат канцелари. Не е тај. Рекла па повлекла. Да не е срам што не смо јеле што... Ја не знам дали таа или било некој од вас му посакува на некој пензионер пред време на смрт. Ја не знам дали тој има родител или нема. Срамно е некој ти да го тераш пред време да му зимаш живот. И жално, и срамно. Ова не доведе до сега никогаш пензионерите не излегле да штрajkуваат, да протестираат. Тоа е тачно. Прв пат сега, за прв пат се тоа дешава во ова наша мала државичка, да излегуваме, да протестираме и да ги бараме нашите права. Зошто дојде до тука, знаеме. Не сакам да мешам политика, дали ова влада, дали таа влада. Сега е таа влада и таа влада ќе се напаѓа, пошто таа не дотера до тука. Знаеме сите како ги за нив донесеа закони. Сега не било закон, не било ово. Ние поднесовме барање и судиите и Уставниот суд да свика парламент ли кој донесува закони и како за нив што изгласа и за нас да најдат да изгласат закон. Закон за минимална пензија, да се одреди. Не го решија за нима. Чекам избори до краде јас се. Можеме да зборуваме и до утре. Бева повикани нашите изабраници, пратеници од Кумано. Бране Петрушевски од ВМРО од ДПМН и Мартин Костовски од Социјалдемократски сојуз. Пошто тие си забрани наши пратеници од овде, ја што ги познавам. Овој народ ги овде идва. Најповечко пензионерите ги гласаа. Ако имаат доблес и ако сакаа, можеа да дојдат, наместо јас да ви кажувам што е, и вие што го знаете, што и јас исто толку дам како вас, тие можеа да кажат што е и како и докаде е. Ако се од нас изаберени, треба да работат за нас. Не најдоа време никогаш да се обратат пред граѓаните, а наоѓаат време во секој ќоше митинзи да прават и да дојдат на власт. И да ги повикуваат граѓаните и да ги подкупуваат, да ги нудат по 1000 денари. И сега исто тоа го работат. Затоа ви повикувам уште еднаш. Не продавајте се за ситни пари. Ние не сме за трошките што ги метат тие дневни па да ни ги фрлат.
ќе гледаме и да избориме тоа што го бараме на ниво на Република. Сите сме се собрале, бевме вчера во Велес, сите градови, сите истото го бараме и мора да се усвои тој и за нас закон ли ќе биде, што ќе биде, нека донесат и нека ги покачат пензиите на сите. Најповечко засегнатите тие со 3.500 може нема да ги покријат трошкови. Сега е тоа линеарно покачување, што вика министерката Тренчевска, ќе ги стигнале оние. Па математика е едноставна, секој знае и на пазар кога оди. 3 и 2 се 5. И нивните 12 и 3 су 15, и овој што има 33 ке има, пак су толку разлика. И не може да го стигнете ако дадеме линеарно никој никого. Само се приближуваат малку поблиско. Ова е сега 1:7 разлика. 10 и 15. Ма цели на доле, 13, Затоа, да не се понуваме, да ви кажам уште една информација. Се спрема протесен митинг за 20 септември. Ке имаме автобуси. Повикувам кој сака, кој може да се пријавува. Ке има сообщение на Сдружение на пензионери. Не може они да ни стават столчи да не пуштат натре да влего. Еве, луѓето доаѓат со некои други работи да завршат таму. Они ставиле столче, како некоја везда објавуваат, да не бидам толку, и да ги не пуштаат во тоа пензионерско сдружение. Тоа е наше, на сите пензионери им има право секој да влезе. Еве тука ќе изабереме, ќе најдеме човек кој ќе ги запишува колку автобуси ќе напуниме за 20 септември да одиме пред влада на протести. И пешки ќе одиме. Наше Чиковци иде све пешки. протестниот митинг е закажан во 11 часот. Во 11 часот пред влада. Се ќе бидеме на време, затоа викам, кога ќе се запишувате, оставете го и вашиот телефонски број, нема да го користиме за некои други цели. Ако имате поверење да сте не тука од меѓу вас изабрале овој, и оставете го и вашиот број, ќе бидете известени секој, па нека еден месец ќе платиме повеќе сметки ако треба. Така да се договориме што повечко подобро. На протест ќе одиме само пензионери. Од сите градови е закажано, од цела Македонија. Представник наш тамо е кој е како воѓа, како да го наречеме, Драган Угриновски, и настапува човекот до сега, затоа сме се собрале и гледаме што како и настапува човекот сега за сега добро. Ке се слушнеме, имаме представници кои се изаберени од градовите, што ќе преговарат со владата, ако не уопште примат, кога може еден сдружение на пензионери нашиот да не примат тука, може и тие да кажат, не ве примаме. Уште една молба. Ги повикувам пензионерите од албанска народост. Ако и тие се незадоволни, нека ни се придружат и нека дојдат. Може ли И нека дојдат. да ги повикаш? Нека дојдат тука. Ова не е нити некоја партиска организација, ова не е меѓунационална, ова е пензионерска сдружение, су пензионери на општина Куманово, Липково и Старо Нагоричане. И повелете, дојдете сите сте добре дојдени. Уединичи смо јачи. И нека дојдат и тие кои не се задоволни. Ако су па некои задоволни, или ако имат притисок, да не ги пуштат, да не доваѓаат, слободно кажете ги кои ве узурпират. Па дека седат бе банке, па луѓе. И тоа ги оправдувам. Едва и чека пензија да земе. 13. Може да одвои 2 минута, 3 минута. Али има луѓе и такви. Меѓу нас сите има разни луѓе. Пред некој дан министерка за труд социјал искочи и вика, ние мислиме за пензионерите на Македонија, вика, за 6 години ги качивме пензиите, вика, за 40%, а не гледа цените. Пред 6 години лубениците беа 5 денара, сега се 35, пиперките беа 40 денара, сега се 80-100 денара.
пиперките. Најефтина кобасица беше 110 денари, а сега се од 230 нема повеќе. За сирење и за кашкавал не треба да збориме. Ние пензионерите само може да стануваме за кашкавал или сирење. Не може сега ни урда да купиме со нашите пензии. Вика нема пари. Како нема пари во оваа држава? Кад дечко 24 години купуваат дуќани с 30 милиона евра. 300 милиона евра. 30 милиона евра. Како не може? Како нема во оваа држава пари вика? Пари се тука само лошо се распоредени. Они трпат миран овој народ пензионерци. Треба сите пензионери од цела држава да се организират и да видат дека не се задоволни. Сек само може да гледаме на излози да купиме нешто. За 12.000 што ќе купиме? На нима качуваат пензии, плати по 1000 евра, на нас 10 евра. Колку е тој разлика бен? Како не ги е срам? Мене не ми е јасно вика. Сите пензионерски друштва во Македонија да си дадат оставка. Заедно со Станка Трајковска, која рече дека може да се живее со овие пензии. И ќе дојдам, ќе се чуеме. Туј сам, не бегам. Ние Само да се заблагодарам. мислиме дека со 25.000 не може да живее еден пензионер, а таа вели дека со две пензии може да се живее. Тоа е жалосно. Да им ги дадеме нашите пензии, да купат уште нешто, некој авион или нешто, да се прошетат. Хеликоптер. Срамота е. Гладуваме. Ги срушија правените. Деградирани сме како граѓани на Република Македонија. Деградирани сме како луѓе. Да собираат нашите колеги по канти. Нели е жалосно? Наместо да си пружиме рака до рака и да се собереме, не тука стотина, него илјадници пензионери не има во Куманово. Се жалат, плачат дека не можат да си ги подмират сметките. Нема за лекоите дошо. Немојте да се лажете да очекувате помош. Помош од овие во здруженијата немаме. Тие се само ставени за да функционираат и да се шетат. Ништо друго. Ќе ве молам на 6 сега, пак тие ќе преговарат во име на нас пензионерите. Нема никој повикано од Македонија да биде присутне, барем на тој состанок, да ги каже грешките каде ги имат направено. 30 години не работат за нас. Да не заборавиме, во среда, пак овде во исто време се собираме. Договор, секако се движиме, што работиме и докаде сме стигнале. 10 Исто во 10 часот, во среда.